гледачи, добар ви ден. Преку проект на Министерството за внатрешни работи сега граѓаните имаат убава можност да пријавуваат проблеми од сообраќајот, а сообраќајните патроли да избегуваат на терен и преку превентивни, а понекогаш и репресивни мерки да ги решаваат овие проблеми. Забележлив е сериозен интерес кај граѓаните за овој проект, а ова е еден од начините за подобрување на сообраќајната култура кај нас. На 28 јули Министерството за внатрешни работи го промовираше проектот Предложете сообраќајна контрола, наменет првенствено нели за граѓаните. Па ме интересира која е целта на овој проект. Значи, целта и промоцијата на овој проект беше зголемување и подобрување на состојбите на сообраќајот во Република Македонија, односно подобро и поефикасно санкционирање на сите оние кои што се прекршители на сообраќајните правила и прописи. Што конкретно граѓаните бараат од вас, од Министерството за внатрешни работи? Значи, граѓаните на веб страницата на Министерството за внатрешни работи може да ги достават сите предлози и информации за белешки, каде што тие најчесто се сведоци на одредени неправилности во сообраќајот. Тоа може, како што напоменав, да го направат на веб страницата на Министерството за внатрешни работи. Нивниот предлог за белешка или информација веднаш ќе биде доставен до секторот за сообраќај, кој што во најкосможен рок изготват план за вршење на контрола по добиената информација од страна на граѓаните. Кога ќе се завршат контролите од кои што сме добили информација од страна на граѓаните, обврска на Министерството за внатрешни работи е повратно да ги информира граѓаните за констатираната состојба за она што го предложиле тие како сообраќајна контрола. На што најчесто реагираат граѓаните? Најчесто граѓаните се жалат на брзото возење, непрописното запирање или паркирање, например непрописното запирање на поголемите булевари и улици, најчесто во градот Скопје, пред одредени познати угостителски објекти и кафулиња. Се жалат дека се паркира на последната коловозна лента, дека се блокира сообраќајот, дека се организираат некакви нелегални трки. Тоа се најчистите забелешки на граѓаните во однос на прекршувањето на правилата и прописите во сообраќајот. Една од проблематичните точки што повеќе пати е посочена од граѓаните е булеварот Партизански одреди пред познатата скопска сладкарница Палма. Оваа вечер Министерството за внатрешни работи заедно интервенираше со пајак службата. Почетокот на овој проект на Министерството за внатрешни работи предложи сообраќајна контрола. Во полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата имаме добиено повеќе предлози од граѓаните кои што се однесуваат за различни прекршоци. Најчестите предлози на кои што се повикуваат граѓаните се паркирањето, особено во централното градско подрачје. Во периферијата на градот тоа е брзото возење, понатаму на булеварите имаме неотстапување предност на пешаци на обележан пешачки премин, прекршоци кои што ги чинат возачите на мопеди, моторцикли, особено во ноќните часови. Исто така, прекршоци кои што се манифестираат во крстосниците од типот на непочитување на сообраќајната регулатива, особено на оние семафори кои што го регулираат сообраќајот на пешаците, значи незастанување на возачите на црвено светло кога на пешаците им е отворен семафорот. Меѓутоа, во централното градско подрачје најчесто е паркирањето како проблем. Вие како сообраќајна полиција веднаш после излегувате на терен? Па да, граѓаните пријавите ги доставуваат електронски на веб-сајтот на Министерството за внатрешни работи, од таму преку службата за односи со јавност на МВР. Истите се доставуваат до соодветната полициска станица за безбедност на патниот сообраќај во зависност од подрачјето каде се манифестира прекршокот. од каде што ние ги добиваме по писмен пат и секако секој еден добиен предлог од страна на граѓаните од наша страна се проверува, се излегува на лице место и се преземаат соодветни континуирани мерки за елиминирање на овој проблем.
Ова е главната улица во Ѓорче Петров или влез од западната страна на градот Скопје. Најчест прекрашок на оваа улица е возењето со поголема брзина од дозволеното, заради која што се случуваат голем број сообраќајни незгоди, а дел од нив за жал завршуваат и со фатални последици. Токму затоа неопходно е поголемо присуство на полицијата и правење на радарски контроли. Колку? Добар ден, господине. Возачката и сообраќајната дозвола ќе ја молам за контрола. Сопрени сте поради непочитување на ограничувањето на брзината на движење. Се движите со возилото од 89 км на час во населено место каде што ограничувањето е 60 км на час. Сопрени сте поради пречекорувањето на брзината на движење. Дозволено ви е 60 км на час, вие се движите со брзина од 77 км на час. Повелете да видите на радарот со која брзина се движите. Се движите од 77 км на час, ви кажавме дека дозволено е 60. Казната или глобата за овој прекршок ви е 45 евра од денарска противвредност. 45 евра? Да, или да регистрирате 25 негативни бодови во возачка книшка. Имате рок за плаќање на казната од 8 дена. Колку поени? 25. Каква е состојбата за првите 6 месеци од оваа година? Во првите 6 месеци од 2014 година на улица Ѓорче Петров случајни се вкупно 37 незгоди, од кои 3 незгоди се со загинати лица, во кои животот го загубиле 3 лица како учесници, како пешаци учесници во незгодите. Една незгода е случајна со тешки телесни повреди, а додека 16 незгоди се случајни со телесни повреди, во кои со телесни повреди се здобиле 20 лица, од кои 2 пешаци и 18 возачи на моторни возила. Останатите незгоди се со материјална штета. Причината кај двете незгоди со загинати лица е непочитувањето ограничувањето на брзината на движење на возилата, а додека кај една незгода во која е со загинато лице причината за незгодата е непоминување на обележан пешачки премин од страна на пешакот. Факт е дека најголемиот дел од сообраќајните незгоди се случуваат токму поради непочитување на брзината. Кое решение според вас би било неадекватно? Според нашите евиденции што располагаме, факт е непочитувањето на ограничувањето на брзината на движење од страна на возачите е причина број 1 за случување сообраќајни незгоди со загинати лица и сообраќајни незгоди со тешки телесни повреди. Решението од страна на општината или од страна на градот Скопје би било со поставување на светлосно сообраќајни знаци семафори кои ќе го регулираат сообраќајот за пешаци, исто така кои што ќе успорат брзината на движење на возилата. А веројатно и вашето почесто присуство на улиците. Улицата Ѓорче Петров е опфатена во сите планови кои што се изработуваат од Оделението за безбедност на патниот сообраќај, со кои што се вршат редовни контроли, како општи контроли, така и контроли за ограничување на брзината на движење на возилата. Сопрени сте поради непочитување на ограничувањето на брзина на движење. Со возилото се движите од 75 км на час, дозволено ви е 60 км на час. Добар ден. Се движите со брзина од 95 км на час во населено место каде што брзината е дозволена во населено место со 60 км на час. Добар ден, господине. Добар ден. Ќе молам возачка и сообраќајна дозвола. Сопрени сте поради пречекорувањето на брзината на движење. Казната за овој прекршок ви е 300 евра во денарска противвредност. Доколку ја платите казната во рок од 8 дена, плаќате пола од сумата, 150 евра. Значи ли тоа дека првенствено забелешките се однесуваат за градот Скопје или има забелешки во внатрешноста? Значи, најголемиот број од забелешките кои што ги имаме примено во Министерството се од градот Скопје, но има и повеќе градови во Република Македонија, како на пример Тетово и Охрид.
Таму првенствено на што? Можеби на ноќна бучавост, нарушување на мирот на граѓаните. Најчесто многу се слични предлозите кои што ги даваат граѓаните, слични се во поголемиот дел од градовите, исто така се однесуваат за брзо возење, непрописно запирање, непрописно паркирање. Музиката и автомобилите се моја најголема слабост. Поголем дел од животот го живеам во 4 тркала, што од љубов, што од потреба. И нормално се грижам и јас за својата безбедност во сообраќајот. Вози и ти технички исправно возило. Однесувај се совесно, почитувај ги сообраќајните правила. За ваша и наша безбедност. Ограничувањето на брзината на делницата Тетово-Гостивар и обратно од Гостивар за Тетово е 80 км на час. Ние денеска присуствувавме на мерење на брзина со радар од страна на автопатската полициска контрола. Добар ден, господине. Возачка сообраќајна имamo. Имаме денеска радарска контрола, мериме брзина. Ограничувањето тука е 80. Вие проводи 136 км, значи повеќе од 56 км од дозволеното. Ќе ви замолам дојде со мене, збогајате радарот. Колку? 150? Добар ден, господине. Возачка сообраќајна да видиме. Дозволено 80, вие проводите 150 км на час. Значи повеќе 70, повеќе дозволеното. Дојдете погледате радарот. Предвидена казна за овој прекачок е 300 евра, доколку се плаќа во рок од 8 дена, се плаќа половина, 150 евра во почта или во банка. Денеска запираме со поактивна брзина, бидејќи претежно тие несгоди со поголеми брзини ни се као потешки за сообраќајните. Инаку оваа делница треба да кажеме дека е ограничена на 80 км на час. Бидејќи овој автопат има повеќе клучки, значи повеќе клучки со повеќе клучки и поради излегување на диви животни, на кучина, на домашни животни, на автопат заради безбедност е ограничен на 80 км на час. Може да се забележи на многу места дека и заштитната мрежа е оштетена. И исто така и заштитната мрежа е оштетена, од Македонија пат не е заменет. Повеќе од прекршителите се наши државјани со времен престој во странство или странци. За прекршокот казната е 300 евра, доколку се плати во рок од 8 дена се плаќа половина, 150 евра се плаќа во почта или во банка. 147 бело возило на брза лента. Брзината му е 147. Добар ден, господине. Тука вашата брзина е 147. Вашето возило 147. Тука ви ограничување на автопатот 80. За ова ви следува казна. 161 црно возило. Дали можеш да го допреш или не? Добар ден, господине. Како се погледаш брзината? Вашата брзина, господине, тука е 160. Граѓаните своите предлози, информации или забелешки за кога биле сведоци за одредени прекршувања на сообраќајот, можат да ги достават до веб страницата на Министерството за внатрешни работи. Имаме посебна апликација која што е на главната или насловната страна
единствено што треба да наведат е својата мејл адреса, каде што ние би можеле повратно да ги информираме за извршената контрола и да го наведат најчесто временскиот период и како и прекршокот кој што го забележале. Сега вие откако ќе ја добиете информацијата од граѓаните на вашата веб страна, која е после постапката? Значи, веднаш информацијата која ќе добиеме се доставува до секторот за сообраќај и тие во најкосможен рок изготвуваат план за контрола според информациите кои што ги има добиено од граѓаните. Првата констатација во однос на имплементацијата на овој проект е дека навистина проектот одлично функционира. Граѓаните многу совесно се однесуваат во смисла на пријавување на оние состојби кои навистина представуваат проблем во одредени подрачја и можам да кажам дека од промоцијата на проектот вкупно се пристигнати до нас 120 предлози од граѓани и притоа се изречени 115 покани за наплата на глоба, 68 платни налози, 9 предупредувања, 2 возила се подигнати со пајак и 1 возило е исклучено од сообраќај. Тоа зборува дека навистина граѓаните пристапиле на многу сериозен начин, добро ги идентификувале проблемите и со една брза комуникација со Министерството за внатрешни работи соодветно сме реагирале и повратно сме ги информирале. И јас во оваа прилика уште еднаш сакам да ги охрабрам да продолжат со ваквата зголемена, интензивна и добра комуникација со Министерството за внатрешни работи. На што конкретно граѓаните ставаат забелешки и дали овој проект е од времен карактер? Па, овој проект беше дел од нашата програма за работа, стана дел од програмата за работа на владата и барем според првичните резултати ни дава за право да констатираме дека добро се спроведува и дека треба да биде проектот траен карактер, а не да биде само времена кампања, така што ние ќе продолжиме со негова имплементација. Инаку има разни поплаки од граѓаните, некои се жалат дека на одредено подрачје се вози побрзо од дозволената брзина и практично ние тоа сме го констатирале при контролата. Има поплаки од граѓаните за непрописно паркирани возила, исто така во соработка со пајак службата на градот Скопје сме констатирале прекршок и тие возила се подигнати. Понатаму има одредени поплаки од граѓаните дека се прекршуваат различни правила во сообраќајот во однос на претекнување, во однос на брзината, исто така и овие случаи се потврдени и санкционирани со контролата, така што, како што веќе реков, граѓаните многу совесно и многу точно ги детектираат проблемите и ни помагаат во нивно разрешување. Во сообраќајот постојат правила и прописи кои што треба да се почитуваат. Ајде сите заедно да придонесеме кон подобрување на сообраќајната култура кај нас. Екипата што ја подготви и реализираше денешната емисија ви посакува пријатен ден.